Добро вечер. Ново издание на Никој да не знае и се надевам дека веќе ја знаеме сите заедно нашата парола. Никој да не знае освен јас, вие и таа нашата гостинка. А која е таа дознаваме за кусо со една кратка најава за неа. Многумина ја нарекуваат девојката со ангелски глас, убаво изгледа, одлично пее и има добитната комбинација за успешна кариера. Беше на Евровизија со Тамара, пее најмногу македонски песни на своите настапи. Врати ми го сунцето останува нејзина лична карта. Сама себе се опишува на следниот начин, вели вака: смирена, кротка и разбирлива. Ја вадат од такт непочитување, некултура и ситуации во сообраќајот, се надам дека после Сейф Сити помалку се. И оваа 2026 година ќе стане мајка на керка. Александра Јанева во Никој да не знае. Здраво живо. Здраво живо. Да, значи вредеше ова чекање. Баш ме насмеа. Така си рекла Александра, стварно. Така е, да, ама морам да кажам, така ми е некако овие денови толку лабаво, толку опуштено во сообраќај и си викам дали е до мене, дали јас само не се нервирам ради новонастанатата состојба или стварно има резултат, да, има подобрување од Сейф Сити. Добро, ова другово се е точно? Точно. Добро. Започнуваме со крајов, што го кажав. Да. Откри пред некое време, така? Да. И поли се. А по тебе не се забележува и велиш многу малку сум здебелена и супер ми оди засега. Да, не можам стварно да се пожалам, уште од самиот почеток бременоста се одвива. Одлично ги немав оние класични утрински мачнини, гадења, значи ништо тоа не почувствав на своја кожа. Единственото нешто што ми фали деновиве е турско кафе, кое што спомнав не можам да го пијам затоа што ми смета мирисот. Знам да се будам во текот на ноќта, така по неколку сати, ама ништо страшно. Да. Имате... Активна сум. Да. Пееше до јануари цел пееша. Ги издржав оние најтурбо периодите и сега е малце време да подзастанам, да си дадам малце повеќе време на себе. Така е, да. Кажи ми само, имате име? Размислуваме се, уште нема да го откриеме до самиот. Значи знаете. Не за друго, да не се предомислиме. Да, само меѓу време, па да има начин. Да научат сите како се вика. Добро. Јас всушност и не знаев, заради дека си нели во блажена состојба, јас чекав да биде готов спотот за сестра и заради тоа толку беше чекањево да ни биде Александра Јанева во Никој да не знае. И сега кога дознав баш ми беше убаво. Да, поводот. Ама мораш да признаеш дека ти посакавме заедно во минатата сезона да се случи уште нешто заедно со она, нели креунисување на врската со Иван. Да. Јас не знам дали во минатата сезона бев еднаш или два пати гостинка. Мислам дека два пати. Да. Вториот пат беше сериозно, нели ќе одиме. Каде требаше да одите, на Малдиви? Бевте или каде бевте? Не, на никој таков остров. Да, на Малдиви, баш после свадбата. Ето така и викаме од тамо да се вратите. Се сеќам на моментот кога ни посакавте нешто убаво. И се вратите со нешто зборови. Ето супер, гледаш кога. Одлично, некако сите работи се споија, изминатиот период, не знам, околу 8-9 месеци работам на албумот и така некако со убава енергија ни тргна во студио да почнам да се пронаоѓам во некои песни за кои што порано не сум можела да ги отпеам и тука негде кон средината на спремање на албумот јас дознам дека сум бремена. И добро се продолжува како што нормално се тече нели по нормален ред и откако ја завршивме сестро, јас дознам дека носам женско дете, па си викам ова мора да е некој знак. Да. И некако не знам, тогаш ми се потврди тоа дека сите работи се случуваат со причина и се случуваат тогаш кога треба да биде вистинското време. Нити можеш да ги избрзаш, нити не знам, можеш да планираш едноставно. Можеш да посакаш евентуално. Можеш да посакаш и тоа и оддамна го посакувавме, мислам дека кога го посакуваш, кога е нели нештото со љубов правено, дека е долго очекувано и секојаш е дочекано нели со позитивна енергија и фала му на Бога, одлично се чувствувам. И Иван исто така, многу радосен, ме поддржува. Ете во се што правам. Има ли некоја промена во однос на неговото однесување? Ти помага повеќе околу тебе? Повеќе ме гледа како принцеса. Принцезна? Да. Нормално, мислам. Доручак во кревет, ручак во кревет, вечера во кревет. Сега... Баш не.
Добро. Се смееме и двајцата, затоа што во почетокот на пременоста тој имаше повеќе cravings од мене. И повеќе јадеше и благо, и солено, и мрсно, и Извадаме викам, памет. чекај сега, и јас сум, викам, трудната ова ситуација. Или тој. Така да, и за ова исто така, и колку сум јас емотивна, толку и тој исто емотивен. Така. Ама морам да признам, имам моменти кога баш се случува хаос со хормони, знам и да избувнам малце повеќе и ме сваќа онака. Чекај, Знае дека гледуваат уште по знае името. дека до новонастанатата сум. Вади се ти на новонастаната Да. ситуација и натаму. Може ли, иако ќе ја слушаме малку подоцна, за сестра приказната, интересна и сакам да ја чуеме, па пута ќе му бите ми за нешто друго, па ќе ја чуеме и вака во живо. Да, Сестро е многу важна песна за мене, затоа и е носечка на албумот и ја посветив на несебичното другарство женско кое што јас го имам ни сите овие минати години откако. Гледаш како убаво и двете другарки? Нели? Се е поврзано, Супер, добро. И баш онака сакав цел еден албум да посветам на жените кои што значат се во нашиот живот, кои што многу ни помогнале, ни подале рака тогаш кога ни било најпотребно. Не знам, се наши херои, заштитни фигури, ни биле закрила и рамо за плачење, и ни биле ветер во грб тогаш кога не сме верувале доволно самите во себе. Јас од моето искуство имам неколку такви другарки покрај мене на кои што буквално можам за се да им се доверам. Баш на едната другарка која што ќе слушнеме со прашање. Да. Прва ја соопшти веста дека сум бремена и Пред Иван? Да, Иван не беше дома и мора да некој да каже. Така да стварно ми е многу значајна личност во мојот живот и секогаш била тука за мене, ми помагала во се што правам. И ете, мислам дека ќе се пронајдат многу девојки во ова, затоа што обично нели ние низ песните секогаш пееме за личности, за ситуации кога сме биле повредени, кој нешто ни направил лошо, па Така како е. сме се чувствувале, но многу ретко споделуваме со кој уствари сме го пребродиле Така е. тој период Да. и кој ни помогнал во тие најтешки моменти. А тие се луѓето кои што не прават она што сме денес, нели, да гледаме на се она што поминало како искуство, не како нешто лошо, туку како нешто што со помош на некого сме го пребродиле полесно. Така е, да. Каде се правеше, каде се создаваше? Музиката ја работевме со Лазе и аранжманот е на Лазе Цветковски, текстот го напиша Луна Ристик, која исто така многу интересно се покажа на овој проект и е прва моја соработка со неа. Луна е одличен артист, меѓутоа во овие води како текстописец допрва треба да се покаже и докаже, а верувајте ми, се она што го напише за албумот е фантастично, значи таа е во голем дел или во сите? Скоро во сите песни, да, и онака јас сум презадоволна од се што напише, баш буквално е разбра мојата емоција, веројатно затоа што е жена и затоа што низ многу слични ситуации имаме поминувано и јас и таа и некако си кликнавме уште на првата сесија и се понатаму течеше многу лесно и едноставно. Едва и чекам. Имаме повеќе спремни песни кои што ќе ги објавувам етапно во наредниве неколку месеци. А таму негде на есен сакам да го заокружам албумот со уште неколку нови необјавени песни. Супер. Ова ме асоцира на женски албум ќе биде ова? Да. Генерално. Лаза е на страна во приказната, се зезам само, да. Лазе одлично ги разбира жените. Не му е лесно. Не, он си знае. Ама ја обожава таа женска енергија и емоција, затоа што, како велат, нели, кај нас е многу поизразена емоционалната интелигенција и ако ги анализираш жените, можеш многу да научиш од нив. Да, особено кога нели не знам, на се не знам и на крај ништо не ми е и на крај кавга. Да, и исто така се случи многу пати во текот на процесот да ми кажа дека баш онака имам некоја многу поубава природна боја, потопла боја на глас, дека не знам до што се должи оваа промена. А ти не кажуваше во тој период? Па се уште не знам во почетокот, меѓутоа и кога дознав нормално дека нели не сакав
одма да кажам, дури не бев сигурна, а искрено не сакав да кажам затоа што знаев дека сите ќе ме гледаат со повеќе внимание, дека ќе се плашат да не ти фали нешто, да не ти е тешко, и сакав се да си тече нормално. Секојдневието да ми биде исто, и тогаш кога беше правиот момент, тие беа едни, мислам, Лази и Луна беа едни од првите кои што дознаа дека ете. А на оваа прва другарка на која што се како изреагира? Беше многу интересно, значи кога го направив тесто, тоа беше најако. Мислам, завршувам во студио, се работа во студио, заглавивме до 3 сабајле, значи се враќам во Титово. Да, се враќам во 4 во Скопје. И тогаш решам да направам тесто. Никој нема дома, сама, никој нема дома, Иван беше по работа во Струмица. Го правам тестото, онака ноншалантно, значи не очекував позитивен тест. Си мијам заби, се спремам за спиење. Го вртам тестот и гледам 2 линии. И сега што прави? Сега како ќе заспиеш? Оди па заспи да те видам. Допања на срце, нормално, првите минути, часови, шок, неверување, како што, нормално испомешано чувство на среќа и на се. Неизвестност, како ќе биде, што ќе биде. И си викам, јас како некој што има медицинско познавање, морам да го проверам и во лабораторија. Па ајде, следуваше тест во лабораторија, после неколку сати, затоа што не можев да заспам. И откако нели го направив и тоа, си викам, морам да се јавам на гонце. И таа беше на работа, веднаш од канцеларија дојде кај мене дома. И така, се отворивме и двете, ред солзи, ред смење, како ќе биде, што ќе биде, како ќе му соопштиш на Иван, на твоите блиски. И веднаш се спремав истиот ден да одам за Струмица, иако требаше во вторник да се вратам и јас. И му спремив една честитка на Иван, во која напишав 1+1 еднакво на 3, daddy to be, ама не му кажував од кој е. И затоа што во моментот кога пристигнав во Струмица беше на онлайн состанок, а јас немав трпение, само му ја подадов честитката и му кажав, еве некој комшија сака за нешто да ти се заблагодари, не знам што е. За да го заинтригирам некако, мислам, ова не се случува често, комшија да ти се заблагодари за често. И однака ја погледнав, само се укочи у моментот, се укочи. Состанокот се прекина или продолжи? Состанокот, искрено не се сеќавам дали. Како беше понатаму? Што и како беше, само знам дека гледаше онака неколку минути во цит, не знаејќи како да реагира. После нормално пројде време, стивна емоциите. Фала Богу и двајцата бевме многу радосни, ама секојаш кога се навраќаме на тој момент ми вика само јас си знам како го издржав тој состанок во тие 4 зида. Затоа што неколку пати ја споменавме, ајде да ја видиме таа гонца која што дозна прва за најубавата вест на Александра. Со Александра се знаеме сигурно 20 години. Растени сме во Струмица во 2 соседни улици и иако бевме дел од 2 различни друштва, 2 различни мали, во тоа време многу се другаруваше и се играше надвор на улиците, па често се спојувавме, особено тогаш кога ни требаше малку адреналин и конкуренција, знаевме да играме мало против мало. Игравме многу спортски игри, секакви игри се играа, но спортски игри особено, и многу добро се сеќавам дека Александра беше неприкосновена во сите спортски игри. Тие денови кога беше излезена во малото да игра за нивниот тим, знаевме дека тешко ни се пишува, тешко ќе стигнеме до победа кога таа игра. Навистина убави денови и моменти. Ако треба да ја опишам Александра, секако за неја можам да зборувам со часови и со денови, но можам да ја опишам и во 5 зборови. Таа е преталентирана, професионална, лојална, ненаметлива и со сигурност најсмирениот човек кој што воопшто го познав. Секако, секој од нас има и некои недостатоци и мани, не би било интересно ако не е така. Ако за нешто треба да и замерам,
тоа можеби би било дека често знае да го губи фокусот гледајќи во телефон, додека јас си објаснувам нешто целосно возбудена, со целосна енергија, таа да биде залепена за телефонот и да не ме слуша баш добро. Кое прашање би го поставила? Веројатно вие ќе зборувате за музичката кариера и новите актуелности, па јас би ја прашала нешто малку во иднина, дали би сакала нејзината ќерка да стане музичар? Ете зашто прва дознала. Си кажа. Од кај да почнеме? Од фудбалот? Од фудбалот. Стварно толку беше добра? Не, јас не знам, мислам од каде овие впечатоци, веројатно се плашеле да не им направам некоја повреда на зглобот. Сите ми викаат дека имам 2 леви нозе за фудбал. На неа си личала страшно. Да, па добро, може сум била подобра од неа. Да, Вили, преталентирана, професионална, лојална и најсмирениот човек. Освен кога не гледаш во телефон. За ова последно многу често се смееме секојаш кога, например, таа знае да изрази некој онака поекспресивен темперамент, јас сум баш смирена и века, како можеш да бидеш така смирена во вакви ситуации? Не знам веќе, јас се нервирам за други работи, но за ова викам не се нервирам. Мора да има некој баланс, значи, кога ти да. си нервозна, јас да те смирувам и обратно. Така е. А ова со кирка ти и музика? Многу тешко прашање. Ама мислам дека би сакала. Ако е талентирана, ако стварно е онака музиката во срце, знам дека ќе ужива цел свој живот. Ќе биде тешко на моменти, ќе има многу внатрешни, ќе води многу внатрешни борби со себе. И ќе треба да се справува. Со секакви коментари, ама па од друга страна, кога ќе застанеш на сцена, ако е пеечка, кога ќе застане на сцена и кога ќе ги види сите тие насмеени лица и очи што блескаат и ја гледаат и се поминува. Да, баш очекуваат дека ќе им пренесе убава енергија, тоа е за што вреди да се бориш и да го одбереш како твоја животна професија. Одлично. Време е за сестра од джингл. Ајде. Има ли излез од ова дно? Има ли нешто добро од ова зло? Има ли што ми правиш несреќо? Не си тихо, сите волци и муси на моите солзи. Залутав во коприви, токсични се твоите допири. За мене Бога ми, што би ти на моje место, сестро? Што бидеш ти на моje место, направи да му е тешко. На рани да му ставиш соли, кога така сладко збори. Моля ми, нека плаче па ти моли, макар другата го боли. Моля ми, пази што ми правиш несреќа, кога кршиш се што ми е веќе ценно. Сето, веќе мене не ме допира, тие трошки сега кој ги добива. Не си тихо, сите волци и муси на моите солзи. Залутав во коприви, токсични се твоите допири. За мене, Бога ми,
Александра Јанова, и натаму во ова Никој да не зна. Имаме уште 15 на минути до крајот на оваа емисија. С прашања безброј се задржавме на нешто што сакавме да го знаеме. Се надевам вие како публика и јас како новинар, нели сите оние работи, детали од незиниот убав дел од животот и уште поубавиот следува. Знам дека е свесна што се ќе се случува во иднина, но морам да прашам нешто што е многу важно, иако сега, во овој период особено, некако и изведувачите, и оние кои што доаѓаат на гости овде во Телма и во Никој да не знае, ќе речат, сега е време. Ѓуко Таневски беше еден од првите кои што пред Нова година ми рече, јас имам нова стратегија, од сега на настапи ќе пеам 99% македонски песни. Ти таа стратегија имаш откако тргна твојата приказна. Одамна, да. Да. Јас најдобро се чувствувам кога ги изведувам македонските песни. Мислам дека мајчин јазик е, не можеш да звучиш подобро на ниту еден друг јазик. И затоа што од самите почетоци најубаво ми било да изведувам македонска музика, а и од една страна сакав да се издвојам од плејадата на пејачи кои што, да кажам, пеја само хитови, па не знам, можда и некои турбофолк песни. И многу добро било тоа препознаено секојаш од публиката. Знам, се сеќавам особено на моите почетоци кои имав настапи во Битола, буквално, значи сите кои што беа на настапите ги знаеа песните од збор до збор, сите македонски песни, и сите ми приоѓаа со истите коментари дека браво, ти си едно од ретките кои што го прави ова и што е негова македонската музика, и многу ме радува што да, во последниве неколку месеци, години, сите некако повеќе ја преферираат македонската музика на настап. И мислам дека доста нова музика се продуцира во моментот, и 2026 ќе биде баш онака година според сите објави кои што ги гледам од колегите. Ќе има многу музика. Ќе биде баш бум со македонска музика и многу се радувам поради тоа. Најавени се многу концерти. Идва и чекам на сите кај што се надевам ќе бидам слободна да отидам, и се ова добро за сите нас. Ако не со Бебу, што има врска? Зошто да не? Зошто да не? Да, така е, да. Сепак, Врати ми го сонцето е некакво одбележување на твојата кариера, нели? Да. А и зошто да се избега кога е една прекрасна песна и која што ти донеса некако веднаш вивнување, ако добро паметам. Меч со две острици буквално беше Врати ми го сонцето, затоа што победи на Макфест. Да, ја отпеав на 18 години. Бев дебютант на таа сцена и едноставно не знаев што ме чека. Од една страна имаш толку тешка песна која што ја чувствуваш како своја и ја изведуваш, и сите го препознаваат тоа, и некако песната стана хит веднаш после фестивалот. И зошто велам Меч со две острици? Затоа што после таква песна е многу тешко да биде следната таква. Да биде следната таква, или барем не знам во следните неколку проекти да имаш нешто што ќе биде со таа тежина, и заради тоа е многу време, да кажеме, сум поминала да се пронајдам себе си, да барам песна која што ќе ми одговара. Многу песни во минатото исто сум ги одбила кои што ми биле понудени, затоа што ете така сум се чувствувала дека мора да биде се она што ќе го отпеам да биде врвно. Да. Која беше втора песна и како до неа? После Врати ми го сонцето. Искрено не знам дали беше на Охрид фест. На Охрид фест, добро. Мислам дека беше Спремна сум на Охрид фест наредната година, која е композиција на Григор Копров. Да. И како помина? Па како помина? Никако Врати ми го сонцето. Да, не помина како Врати ми го сонцето во секој случај. Мислам, после Врати ми го сонцето, секоја една песна која што ќе отпеав, некако, знаете, не можеше да дојде до тоа рамниште, и нормално секој си има свој стил на музика кој што ја сака, ја пее, и не ни очекував дека ќе биде прифатена како таа, меѓутоа ете, низ сите тие години многу научив, низ песните кои што не прошле толку добро, научив што е она што можеби не треба да го пеам. И што е она што не треба да го пееш? Што научи? Па веројатно во тој период кога излезе Спремна сум, беше една криза на македонската музика и многу слабо поминуваа балади, тешки балади кои што, да кажам, се со едно бавно темпо, и ете неколку години пробував да ги избегнам тие балади. Да не бидат
со толку бавно темпо и се трудев да изведам нешто поенергично, подинамично, но истото ми се случи и со подинамичните песни. Некои од нив исто не ми беа добро прифатени затоа што од една страна сега се научени на Александра кој што пее балади, тешки балади, а сега пробува да ни пее нешто Нешто енергично, но така се расте, така се создрава. Мораш да испробаш неколку стилови за да дојдеш до она што ти лежи. Денес мислам дека на свои 30 години знам да препознам што е она што ми лежи на вокалот, што не, за какви приказни сакам да зборувам. Генерално се трудам да се оно што е опфатено во песните ме отсликува мене самата, да бидат искуства кои што сум ги доживеала, проживеала, дали на своја кожа или преку... ги чула. Да, ги чула преку моите блиски луѓе и така некако можам поблиску да допрам до публиката. Кога речам меч со две уштрици, помислив нели на 18 години што се ме чека во однос на сите оние волци кои што се на естрадата. Имаш ли такви луѓе кои што правеа сопки? Можеби не толку луѓе кои што правеа сопки, но не можам да кажам дека сум била поддржана. Значи, јас во овој бизнис, шоу бизнис, влегов тотално наивно, без никакви предзнаења. Мислам, моите родители се музикални и обожаваат да слушаат музика, меѓутоа не биле во музичките води. Едноставно, се што беше поврзано со музика, морав сама да го научам преку моите искуства. И затоа можеби сега, ако се навратам на тие моменти, би било полесно ако некој ми пришол и ми подала рака и ми кажал вака и вака, ако сакаш да ти помогнам. Меѓутоа, не можам ни да ги кривам, нели, нормално и колегите и сите други, затоа што, нели, никој не знае како се чувствуваш, секој само те посматра од страна и барем ако ништо друго сите биле добронамерни кон мене, не сум слушнала дека некој нешто ми прави некакви сопки у позадина и не сум имала такво искуство. Да, а со хејтериве како стоиш? Па, со хејтерите ги игнорирам. Како беше на почетокот? Немаше хејтери тогаш, немаше инста? Немаше толку. Денес, особено, ме изненадува колку Фејсбук е станата токсична мрежа. Фејсбук ти е потоксично? Фејсбук и ТикТок се најтоксични мрежи според мене. Мислам дека Инстаграм не е толку. Ми се случува да прочитам негативен коментар и знам дека ако продолжам да ги читам, ќе си останат во подсвеста, па можеби нема толку да се изнервирам, ама секогаш ќе ги паметам. Таква сум, паметам некои работи кои што не треба да ги памтам, други заборам. И затоа оставам, не читам и се случува многу често пријателите да ми кажат како бе ова може да го напишат, ама не знам, помирана сум со тоа. Не се замараш, не враќаш на коментари? Не. Не? Не. За Евровизија си кажала кога беше со Тамара, си кажала дека тоа беше еден многу убав проект кој што ќе го паметиш цел живот и дека немаше воопшто нервози, беше толку се смирено, беше толку добро организирано. И сега тој аспект само те прашувам пошто ќе немаме многу време, дали би сакала ако се случи нешто такво или би сакала само доколку е така, да нема нервози, да се средено, да има PR тим кој што ќе се грижи вистински и се натаму. Вака се од моја перспектива изгледаше како да нема нервози, како да не е тензично, затоа што сепак јас имав една споредна улога во целиот тој проект, меѓутоа претпоставувам дека ако си главен изведувач, дека не е баш не така. може да нема тензија, не може да нема нервози, меѓутоа ако им веруваш на луѓето кои што се покрај тебе, ако внимателно го одбереш тимот, не постои простор за сомневање. Едноставно мораш кога ќе отидеш на Евровизија да си сигурен во она што го имаш во твои раце и тоа се тие 3-4 минути кои што ги имаш да покажеш се што имаш. И тоа е тоа. Ако се почувствува некоја негативна енергија, не е добро. Не е добро, така е. Елена, да не ја заборавиме, ќе се налути, едва ја натиравме да ни даде пред камера, така да се слика сама. Така? Да. Ајде, Елена, сега. Ја чули, Елена, само кажи? Знаеш, не, ниту Елена, ниту Елена, ниту Гонце. Ајде сега да видиме што ќе ни каже Елена за Александра. Најпрви поздрав до гледачите на емисијата и секако до екипата која што ни овозможува да уживаме во македонска музика.
Со Александра се запознав некаде 2018-та на еден од низините настапи овде во мојот град. Впечаток ми остави секако изворедниот вокал, меѓутоа и низината скромност и ненаметливост. Тогаш работев во локалната телевизија и во неколку наврати остваривме разговор, пошто еве денес е една од моите најблиски личности, важна во мојот живот и секако присутна сигурно секој ден. Да ја опишам едноставно неа доколку ја знаете, не можете да не ја сакате. Не зборувам за вокалните способности, тоа веќе на сите веројатно им е јасно. Најдобриот женски вокал кој што го имаме со сигурност. Меѓутоа зборувам пред се тука мислам на низините човечки особини, голем, лојален, искрен пријател кој што е среќа да се има во својот живот. Некој кој што е навистина лојален, некој кој што знае да те советува, понекогаш по потреба и искритикува, меѓутоа нели тоа се вистинските пријатели. Некој кој што живее дефинитивно за музиката, доколку и сега ја прашате да одбере помеѓу патување или денови во студио, со сигурност тврдам дека ќе ви одговори да замине кај Лазе и заедно да создаваат, креираат музика, бидејќи навистина ужива во секоја минута помината во таа просторија и во нешто, некое ново свое дело. Знам дека ќе биде најдобра и во новата улога која што и предстои. Кои се мани, сигурно тука ќе мисли дека ќе речам нешто друго, но јас на првото место сепак ќе ја издвојам скромноста, ненаметливоста, да, тоа е и доблест, меѓутоа од друга страна може да биде и мана, како што е во низиниот случај, особено бидејќи навистина се вложува максимално во тоа што го работи, вложува труд, време, остварува и значајни резултати, веќе има песни кои што се евергрини, настапени с целата држава и фанови кои што едва ја чекаат да ја слушаат, така што и премногу скромност не чини. И на второто место, да, тоа што го очекува, ќе речам и понекогаш тврдоглава. Многу тешко се лути, но мене тоа ми успева, но за среќа лутината и трае кратко. И последното прашање, прашувам секој ден, но еве сега ќе издвојам дали може да ми вети дека наскоро најдобриот, најубавиот вокал ќе го слушнеме во за мене најдобрата просторија, најдобрата сала, Македонската филхармонија. Поздрав! Мислам, дека имаме време за уште некоја прашања, ама Елена е многу инспиративна, морам да признам. Сваќам зашто Колку ме испафалила. Да, зашто ти е другарка, да, ама знаеш како и тоа е доброто, тоа е доблеста и на вас како уметници, и на нас како новинари, нели? Сите сме со мани, Така е, сите сме со така доблести, сите сме некаде сгрешиле, никогаш нели сме дале повеќе, не очекувајќи дека ќе ни се случи и така натаму. Ајде да се вратиме на ова се што кажа. Прво кај манива, доблестите си ги знаеме и така е, стојам зад тоа, да. Скромна, се гледаш ли се уште така? Затоа што јас сега пак гледам една друга Александра од онаа што ја запознав, да речеме, пред неколку години, кога сум ти го правила можеби првото интервју. Се уште се сметам себе си за скромна, меѓутоа сега сум во една позиција каде знам која сум, што сум и колку вредам. И кога нормално имате минат труд за себе и секој се трудите оно што го оставате пред вас и зад вас да биде квалитетно, трајно, некако е многу полесно да си го представите вашето јас насекаде. И од тој аспект мислам дека не сум толку срамежлива, можеби. Порано бев многу посрамежлива, сега сум така поопуштена. Веројатно, нели, доаѓа со сето тоа што го наброев, но и со годините позрела сум нормално. А за другово, за тврдоглавоста, Стварно? овој проблем го имам само со Елена, како куче и маче сме за тврдоглавоста. Само со неа се тврдоглава, да, или? и никогаш не сум сватила што е тоа, кога сум јас тврдоглава, значи веројатно тоа е тоа. Тогаш е човек тврдоглав, кога не сваќа дека е тврдоглава. Немаме време, само што да ми кажеш кога ќе исполни желбата и наша, и моја, и нејзина, и на сите оние кои што... Ветувам дека ќе се случи дефинитивно после овој албум. Одлично. Албумот кога ќе биде, рече, оваа година? Да. Добро, готово. Си знаеме, супер изгледаш, продолжи само така, очекуваме најубави вести и време е за дождови за крај на оваа, никој да не знае. Повели.
Испадни човек, не види косите, мажи, лажи да дојдеш, до срце да дојде. И пак по старо, рани ме, оди кај некоја друга што ќе ти даде се. Рани ме, па и последно да е дождови врнете, никој да не ги гледа солзиве, што за тебе сами течат ноќите, веќе никој не ги брои ноќите, во кои девеја се нема. Ни букет од рози не те бере сега, ни океани солзи не те вала сега. Ни букет од рози не те бере сега, ни океани солзи не те вала сега. Кажи, има ли проблем? Не бегај косите, мажи, лажи да дојдеш, до срце да дојдеш.